Денеска се одржа 11-та седница на Советот на општина Кочани, на која советниците расправаа по вкупно 15 точки на дневен ред. На почетокот беше разгледана информацијата за узурпирано државно земјиште, речни корита, канали и патишта на подрачјето на општината. Потоа советниците од позицијата и опозицијата долго дискутираа околу извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод во првото тромесечие, при што од малцинството беа искажани конкретни забелешки во повеќе сегменти кои се однесуваат на политиката на вработувањето и внатрешните поместувања, потоа на приходите и расходите, како и на други показатели кои бележат негативни тенденции. Советниците ги разгледа и усвои информациите за извршувањето на пролетната сеидба и за состојбите со боровиот четник, предлог програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Кочани, годишниот план за вработување во Павлина Белјанова за 2019 година, предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други објекти и за измени во предлог програмата за спорт. Информацијата за работа на меѓуопштинскиот центар за социјална работа во 2017 година и програмата за работа во 2018. Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во детска градинка Павлина Белјанова, како и 3 предлог решение за разрешување и именување членови на управниот одбор, членови на одборот за награди на општина Кочани и членови на локалниот младински совет.